Одговорот кој што го бараме за тоа што како ќе се справат свештениците и надлежните од Брегалничката епархија со напливот на разбойници кои што ги оштетуваат црковните храмови, ќе го добиеме од протоиерей Ставрофор Николче Ѓоргев, пиарот на Брегалничката епархија. Добар ден, добре дојдовте во вестите во 15 часот на Канал 5 и веднаш прашањето како Брегалничката епархија ќе се справи со овој наплив за 2 недели, 5 ограбени цркви, оштетени влезни врати, прозорци и слично. Добро ве најдовме, ние веќе презедовме мерки од страна на нашиот надлежен митрополит Брегалнички господин Лерион, донесена одлука на сите старешини и благајници на црковните општини. Средствата кои се донираат преку целиот ден бидат внесувани во банките, така да можам веднаш да ги обесхрабрам рамиите, че парите од црквите да ги барат во банките. Че во нашите цркви веќе нема да има поголеми суми на средства, и секоја кражба, секој разбивање на врати, тоа ќе значи повеќе осквернување на објектот и сметам дека надлежните органи, полицијата и власта да донесат поригорозни казни за ваквите арамии, бидејќи не само што прават материјални штети, туку осквернуваат и црковни објекти без разлика дали се православни, дали се исламски, дали се од било која вероисповед. Така, од полицијата велат дека за една година, за 2014 година, евидентирани се 30 кражби во разни сакрални објекти, од кои што 35% од нив веќе се расветлени. Меѓутоа, што е другиот начин, превентивата, безбедносните системи, ги имали веќе во црковните храмови? Во поголемите храмови, соборните храмови и оние храмови кои имат поголеми приходи, имат безбедносни камери, обезбедувањето е 24 часа, не ни се доволно обезбедени црквите кои се наоѓаат по селата. Значи ова е тој случај, последниот кажува. И секако дека тие кражби повеќе нанесуваат штета материјална на самиот објект, отколку профитот на крадецот. Да, и да го искористиме овој момент, ова ваше присуство во вестите во 15, да слушнеме изворно од Брегалничката епархија, како ќе се справи со проблемот кој што непланирано се појави минатата година при фрлањето на крстот во водите на реката Брегалница во Штипско Ново село. Дали и годинава на списокот на кандидати за да го фатат крстот ќе има и жени, односно девојчиња? Не, секако не, бидејќи во православната црква се знае, значи како што има хиерархија во сите институции, така и во црквата си постои хиерархија и во семејството си постои хиерархија. Знае се кој е главата на семејството, таткото, знае се улогата на мајката, се знае улогата на децата. Така и фаќањето на крстот се знае кој треба да влезе во водите по крстот. Додека кој ќе се заврши самиот чин, самиот обред на фрлањето на крстот, после тоа можат сите да влезат во водите. Тоа е, мислам, и некаде и традиција да целото население влегува во водите, бидејќи символ на самото богојавление, крштевањето на Господ Исус Христос, кога влегуваме во тие осветени води, да не речем практично повторно се крстиме. Така, благодарам многу. Борче, со нас беше пиарот на Брегалничката епархија, протоиерей Ставрофор Николче Ѓоргев, кој што ни ги даде деталите како епархијата да се справи со овој наплив на кратци, но веќе ја изслушавме новината која што според како што кажа црковните канони, девојчиња, односно женски лица не да бидат на списоците на кандидати за да го фатат крстот во фрлањето на водите кој што треба да се одржи задутре при чествувањето на празникот Водици. Борче?